Добар ден, денеска во нашата општина по посета е министерката за одбрана, господијата Радмила Шекеринска. Имавме една пријатна средба во која што зборувавме во главном за предстојниот референдум, за едно важно прашање кое нашата држава треба да го одлучи во наредниот период. Зборувавме за предностите од прифаќањето, односно одобрувањето или гласањето за овој референдум. Мислам дека сите сме свесни дека ова опција, оваа можност дава и отвара големи перспективи за нашата држава. Мислам дека треба со сета своја одговорност како граѓани на оваа земја да ги согледаме сите можни предности од оваа наша одлука. Сметаме дека тие предности ќе се големи за нашата република и очекуваме дека луѓето кои со години размислуваат за овој момент, нашите сограѓани кои што знаат дека во претходниот период со години го очекувавме овој референдум и сите бевме сложни и опозиција и позиција дека вакво важно прашање како што сега што предстои мора да се реши на референдум, дека тоа е прашање кое не можеме нити партиски да го решиме поединечно, туку треба сите заедно сложни, сите граѓани да го решиме. Еве го овој момент, еве го референдумот. Јас можам само да посакам нашите граѓани да излезат масовно на овој референдум, да учествуваат во креирањето на судбината на оваа наша република, бидејќи тоа е начинот на кој треба да се однесуваме одговорно, да си ги искажат своите мислења, да си ги искажат своите убедувања, да си гласаат така како што мислат дека треба да гласат, но да гласаат, да не останат пасивни, да не остават вакво важно прашање за нашата република, за нашата држава, за нашата иднина, за нашата судбина на нашите деца, да остане парцијално решено или да биде решено од одредена група на луѓе, а не да биде масовно решено. Па како ќе биде решението, така сите ќе се однесуваме и сите ќе го почитуваме. Меѓутоа, важно е, и јас апелирам до нашите граѓани да излезат на овој референдум и да си го кажат своето мислење.